се кандидирам не само за да учествувам на изборите, туку да победам. Актуелниот председател денеска ја објави својата кандидатура за втор мандат за шеф на државата. Пендаровски, кој од 2019-та е на чело на Северна Македонија, најави дека станува збор за граѓанска кандидатура и ги повика граѓаните од недела да дадат потпис за него во подрачните единици на Државната изборна комисија. Истиот ден, 3 март, владеачкиот СДСМ на конвенција ќе официализира поддршката за Пендаровски за предстојните претседателски избори. Зошто тој пак се кандидира за врвната позиција во земјата? Првата и главна причина е во тоа што зад себе имам мандат без ниту една стратешка грешка, без ниту една корупцијска афера и ниту еден случај на непотизам или судир на интереси поврзани со мене, со моето семејство, со моите роднини, пријатели или најблиските соработници. Бев национален координатор и ги предводев преговорите за членство на Македонија во НАТО и во мојот прв мандат станавме членки на Алијансата. Очекувам во мојот втор мандат да станеме членки на Европската Унија. Друга причина се моите политики во сферата на меѓуетничките односи кои се, знаете, биле и ќе бидат столб на внатрешната стабилност и кохезија на македонското општество. Третата причина е поврзана со втората. Во изминативе 5 години покажав дека председателот може да биде независен од било кои центри на политичка или економска моќ во државата, вклучително и во однос на оние кои го поддржале на избори. Пендаровски очекува гласот за него да го дадат граѓаните од сите заедници, иако е свесен дека во првиот круг ќе трчаат и кандидати поддржани од партиите на албанците и дека засега во прилог нему оди фактот што со владеачката ДУИ се разминаа за прашањето за законот за игри на среќа кој тој не го потпиша. Ги очекувам гласовите од сите етнички заедници, како што тоа се случи и 2014 година, малкумина знаат, веројатно дел од вас се и помлади. Во 2014 на врвот на автократијата на Груевски и во време кога ДУИ тогаш во влада со ВМРО ДПМН имаше официјален став дека нема консензуален кандидат, јас имав 35.000 албански гласови. Значи и без политички договор со било која политичка партија има граѓани од сите етнички заедници кои ме гласали и се надевам дека ќе ме гласаат. Поинаку и не можам да ја замислам улогата на председател на сите, како што велиме, оваа држава во Македонија која е таква според внатрешната структура, ако ве поддржуваат само македонци или само албанци, затоа за победник на овие избори е нужно да бидете поддржани и преку етнички линии, и преку партиски линии, и преку етнички линии. Тврди дека не размислува за тоа кој би бил потенцијален посакуван против кандидат во вториот круг. За сите останати кандидати вели дека ги почитува и дека со сите има коректни односи. Иако изјавите на дел од нив за ревизија или поништување на рамковниот преспанскиот и договорот со Бугарија ги смета за обид за кревање на рейтингот. За сега во председателската трка се и Гордана Силјановска-Давкова, зад која застанаа 30 пратенички потписи од ВМРО ДПМН и која ќе се официализира на утрешната партиска конвенција, како и кандидатите на ДУИ, на опозицијските партии на албанците и на За наша Македонија, Бујар Османи, Арбен Таравари, Максим Димитриевски, кои веќе собраа по 10.000 потписи од граѓаните. Блиску до прагот се и кандидатите на Левица и на Гром, Билјана Ванковски и Стефчо Јакимовски. Бројот на претенденти најавува интересна битка за председателската функција во земјата. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.